Денеска ќе одржиме седница на Општинскиот штаб за заштита и спасување, на кој што заедно со представниците на Централниот кризен штаб од државата ќе поразговараме за сите предлози и точки за да ги споделиме информациите за новонастанатите состојби во општина Куманово. Општина Куманово во моментов има според процент и број на жители најголем број на позитивни лица на COVID-19 во државата и повеќе од потребно е да се действува порестриктивно за да се спречи најголемиот пик на пандемијата да ни се случи со многу поголеми бројки. Воедно сакам да се заблагодарам на сите медиуми кои што интензивно ги следат состојбите и објективно пренесуваат и на централно ниво, но и на локално ниво, а воедно да се заблагодарам и на сите граѓани кои што се вклучени во овие акции на Општинскиот штаб и сите оние граѓани кои што ги почитуваат препораките на владата, кои што кризниот штаб ги носи и преку уредби на владата ги реализираме и на локално ниво. Воедно, по самото завршување на седницата на штабот ќе дадеме дополнителни информации за целата состојба во општината и сите одлуки кои што ќе бидат донесени денеска на Општинскиот штаб и ќе бидат препорачани до владата. Сакам да го изразам моето најдлабоко сочувство за сите сограѓани кои што го изгубија својот живот во досегашната борба, а да ги охрабрам сите оние граѓани кои што се позитивни на тестот и во моментов се во нивните домови или на болничко лекување, дека сите граѓани на општина Куманово се со нив и сите ние заедно ќе се избориме против оваа големо зло кое што не задеси и нас во Куманово и во државата и генерално во светот. Благодарам.